точно 8 часот и 10 минути во Македонија наутро во вторник е редовна рубрика Мој психолог. А денешна тема, многу интересна и се надевам дека ќе го задржи вашето внимание. Детето не се раѓа за да ги исполни соништата на родителот. Каде грешиме како родители? Оти нема родител кој што не посакува да биде само ветер во грбот на своето дете и да му го отвара пошироко патот кон успехот. На оваа тема со Ана Попризова, психолог. Добро утро. Добро утро. Мислам дека и од наше детство, и верувам и вие исто ќе се присетите на детството, дека нема кој, ако ни вашите најблиски и во училиште, и во градинка ве прашувале што сакате да бидете кога ќе пораснете. Сега, може би ќе кажете вие несвесно, но може би и намерно, родителот ја наметнува својата професија или пак нереализираниот сон на своето дете. Зошто го прави тоа? Па, родителот, најпрвин, самото родителство е еден предизвик и ги става родителите во ситуација да и самите влегуваат во една нова улога во својот живот и да сакаат да бидат што е можно подобри родители и да нели и во јавноста и во околината покажат успехи на тоа поле. Сега, начините како тоа родителите го прават преку воспитувањето се многу различни и се под влијание на тоа како тие биле воспитувани од страна на своите родители. Така да некои пораки, некои воспитни стилови се пренесуваат трансгенерацијски, велиме ние, од генерација на генерација. И предизвик на современото родителство е токму да се препознае тоа и свесноста дека имам шанса, јас како родител, поинаку да ги воспитувам моите деца. И што кога ќе се препознае? Сега, еден дел е нели успехот во професијата како реализација наша. Ние сите сакаме и ние како родители и нашите деца да бидат успешни. И токму заради тоа очекувањата на родителите од изборот на професијата на нивните деца се многу големи. Затоа што од една страна јас сум успешен родител ако моето дете биде успешно и тоа во својата професија или во училиштето. И затоа тие очекувања се многу големи од сите, посебно од родителите. Значи, од прилика така тој ланец се пренесува на очекување. И сега, кога детето е ставено во таква ситуација, тоа природно сака да ги задоволи очекувањата на своите родители, бидејќи има потреба да се почувствува прифатено, сакано од своите родители и во првите години од својот живот детето навистина ги доживува родителите како извор главен на поддршка. И како родителите ја даваат таа поддршка е исто така многу значајно и на некој начин влијае и понатаму на животот на децата во сите полиња, не само нели во однос на професијата и колку ќе се чувствува емотивно, стабилно и поддржано, колку самоуверено и слично. Сакате да кажете бара одобрение од родителот за своето однесување, така да кажеме. Да, на некој начин да, потврда дека е добро, дека е прифатено, дека е сакано. Добро, и што со родителот кога ќе се забележи самиот? Ова може би и ретко се случува, може би ќе му биде насочено од некој поблизок човек околу него, дека несвесно наметнува такво едно однесување, да речеме кон детето, дека треба да го наследи во неговата професија или дека треба да биде нешто што тој посакувал од секогаш да биде, а не може. Да, тоа е многу значено и интересно поле, бидејќи не секогаш родителот, како што велите, успева тоа да го препознае. Но, ако забележи родителот дека премногу контролирачки се однесува, дека премногу влијание врши во оние уште од помала возраст, изборите што ги прави детето, потребите што ги има детето, тогаш тоа укажува дека во иднина, кога ќе се очекува детето само да прави избори, ќе биде прилично несигурно, ќе му треба постојана потврда,
дали добро направив, дали мојот избор ќе ги исполни очекувањата на родителите, а понатаму како расте детето и на пошироката околина. И многу е значајно да таа потреба на родителот, нели, за контрола да биде освестена, бидејќи понатаму прави доста проблеми во однесувањето во животот на децата. Тоа изгледа многу безазлено на почеток, нели, во однос на избор на овие активности, па и така натаму спорт и се, но ако забележи родителот дека само неговите потреби се задоволува, значи дека не го слуша детето и не ги слуша потребите на детето. Таквите деца имаат пониска самодоверба, затоа што главно во делот на развивање на самодовербата е да му се остави простор на детето да тоа во тој процес на реализирање и да сгреши и да напредува и да има некаков, нели, некаква стагнација, во тој процес детето учи колку самото може. Се современите родители доста често влегуваат во делот на, ние го велиме, хеликоптер родителство, значи се сакаат да контролираат, се да зависи од нив и не ги дозираат обврските и просторот на детето да самото проба, па и да сгреши, затоа што колку јас повеќе имам искуство дека можам нешто сам да направам, тоа ми ја гради самодовербата. Ако мене родителите ми прават план на кои активности ќе одам, во што морам да се вклучам и така натаму, јас имам потреба да ги задоволам нивните потреби, јас после моите потреби индивидуални нема да знам да ги артикулирам. И затоа имаме матуранти кои што кој ќе ги прашате што ќе студираш, они не можат да се одлучат, а дошол мај месец, нели, треба веќе да избираат професија и слично. Ајде веќе кога зборуваме за најважниот субјект за детето, што е со децата кои што го прифаќаат влијанието на родителот? Всушност и на некој начин се воодушевуваат и сакаат да бидат како родителот. Од друга страна, детето кое што има свој став и тоа не го прифаќа и сака да оди по некој свој тек и избор и на професија, не можеме тука да го занемариме фактот дека постојат и деца кои што самите сакаат. Така. Да, не можеме да го занемариме фактот дека има деца кои што се воодушевуваат на своите родители, некој доктор и сака да биде доктор и сака да го наследи, да се задржи докторското презиме, да биде тоа низа во семејството и така. Значи имаме и таа ситуација. Ајде од двете да погледнеме, во двете случаи. Секако дека во првите години од животот и во однос на тој професионален дел, детето во дел се идентификува со родителите и со нивниот статус и професија и така натаму. Но она што е многу значаен дел од фазата на адолесценција е токму на некој начин позицијата на детето, на младиот човек, да ги слушне своите потреби. Затоа што во делот на таа идентификација многу често се случува да социјално се наметнати тие потреби. Оти што му викаат на детето, ќе бидеш ти лекар како тато, ќе бидеш, не знам, директор како мама. Може би тоа од најмали години. Од најмали години. И детето таа порака веќе тој, нели, ние го велиме интроект порака, веќе си ја прифаќа и некогаш не си дава самото ни дозвола да се спротистави, односно да каже во ред, супер што сте вие со тие професии, но јас имам интерес за нешто друго. И тоа прави проблеми во адолесценцијата, да децата под притисок прават избори кои што ќе ги задоволат очекувањата на родителите, а нема да бидат во склад со нивните потреби. И затоа е многу битно да им се даде простор, посебно на адолесцентите, на тинејџерите, да самите истражуваат, да самите спознаат што е тоа што е навистина нивна потреба, нивен интерес, нивна мотивација. И во кој дел, да речеме, тие најубаво би се нашле. Баш кажем, и нивниот интерес, но повторно ќе кажам,
ако главниот фактор од најмала возраст, насока е родителот, ајде еден совет, препорака, како да го наречеме, насока кон родителите, како да се однесуваме во делот на поддршка на децата, на изборот на тоа што сакаат да бидат кога ќе пораснат. Еве ако зборуваме за најмалите, оти повторно ќе кажам, нема родител кој што не сака да биде само ветер во грб на детето. И нема родител кој што не сака да види среќно и исполнето дете и потоа возрасен човек. Па, она што јас би посоветувала е најпрвин да се трудат родителите да го одржат контактот и комуникацијата со децата. Затоа што начините на комуникација родителот мора да ги моделира во однос на возраста. Не можете вие да комуницирате со тинејџер исто како да е мало дете. И тоа треба развојно да се менува, да биде родителот присутен, но начинот на комуникација, начинот на предавање на одговорности, затоа што многу често се случува кај нас, верувајте, да 16-17 годишни млади се третираат од страна на родителите како да имаат 12 години. И сега тие деца понатаму, значи едноставно не можат да функционираат во светот соодветно на возраста. Затоа главно е, значи, да продолжат да комуницираат, да бидат поддршка, бидејќи ако вие имате некој што има 17 години, а комуницирате како да има 12, младите го прекинуваат контактот. Затоа што не сакаат да бидат постојано критикувани како мали деца. И тоа е опасноста што може да се случи, да понатаму вие не знаете што се случува во животот на детето, не знаете кои проблеми ги има, не знаете со што, нели, што размислува, што го мачи. Најбитен е контактот и комуникацијата и да се остави тој простор на детето да самото го спознава светот на свој начин. И да сгреши не е страшно, и да стагнира не е страшно, и да направи поинаков избор, тоа не е страшно. Обично родителите тука стануваат понапнати, затоа што не оди детето по патот, по планот што тие го замислиле. И имаат проблем да го прифатат после, дури и детето да го прифатат, затоа што не ги исполнило нивните очекувања. Споминавте дека кај детето најмногу се резултира со ниска самодоверба. Па еве можеме неколку состојби да ги наброиме во случај за сите оние кои што не гледаат сега, не се свесни, можеби за влијанието дека ете такво несвесно се случило, па кај тинејџерите, еве како да препознаат дека можеби детето внатре во себе се чувствува заробено од страна на родителот. Па ниската самодоверба во повеќе аспекти се огледа. Прво, не може да донесе одлука. Му треба потврда од родителот, му треба сугестија да донесе одлука за нешто што не знам, што да облече или во кој училиште да се запише во средно или кој избор на професија. Не се вклучува лесно во различни активности. Се му треба, нели, поддршката од родителот. Дека е во ред тоа што го прави и го избира. Дека е во ред, но значи затоа велам, треба сетот на обврски, на одговорности да му се предава на детето согласно со возраста. Кај нас тоа е голем проблем затоа што родителите, јас ќе направам за тебе, јас ќе ти кажам како треба да направиш, јас ќе ти кажам што да избереш и потоа детето нема вештини самото да утре преземе одговорност и да направи избор. Ви благодарам. Благодарам што зборувавме на вистина една многу интересна и апсолутно актуелна и секојдневна тема, особено вака низ примери кога ќе ја разгледаме. Да, таа е дел од нашето секојдневие. Ви благодарам. Да, јас само уште една реченица да кажам дека ми се допаѓа што во јавноста сега современа родителите и темата за родителство повеќе се отвара, дека тоа е нешто што представува работа на себе на секој родител и дека се можни промени за да на некој начин тој однос со децата биде поуспешен.
Тоа е добро дека ова и современо општество ни нуди повеќе можности и нови генерации, за да може да одиме понапред. Се поуспешни. Благодарам. Благодарам.